Вардар притисок во одбраната, една длабока зона, забележувате и сега се игра нешто слично, дури да играат и без голман, за да имат апсолутно, меѓутоа ќе мора веднаш така Стојчевски да се врати назад, да не се ризикува премногу. Се обиде Лино Червар да го надомести отсутството на исклучениот Манасков, ќе биде тоа така, забележувате уште 1 минута и 25 секунди. Има прекршок за 9 метри. Левко Наумовски, ево го повторот со број 24, Стојчевски е во игра, но изгубена топка може да значи примен гол практично од половината на Вардар. На Момче Мојсовски момент дали пресекуваат, сепак не, се изборува Левко Наумовски за оваа топка. Филип Миркуловски и веднаш повлечен Стојчевски, Станич на голот. Жол картон сега за Вујович поради приговор. Тренерот на екипата на Вардар Про. Имаше една таква ситуација во првото полувреме, тогаш не заработи жолт картон, во спротивно ова ќе беше и за 2 минути исклучување, меѓутоа го опоменуваат Губица и Милошевиќ, хрватските судии. 50 секунди до враќањето на Манасков во игра, Георгиевски и натаму добро функционира одбраната, речиси идентично како во оној период кога успеа со серија 4-0 да фати резултатски приклучок екипата на Вардар Про. Тоа значи дека максимално го искористи исклучувањето на Козлина. Сега Металург долго се одржува во овој напад. 35 секунди остануваат до враќањето во игра на исклучениот Манасков. Така, минута и 20 се игра веќе во второто полувреме, што значи толку трае и овој напад. Постојано под прекршок се ракометарите на Металург не успеваат да задржат топката и секако да одолеат на овој притисок што постојано го врши одбраната на Вардар Про во обид во ситуација да евентуално да одземе топката. Да, сега Марковиќ беше јасно дека одата на пасивен напад, ракометарите на Металург веднаш акција на спротивната страна, а Бутовиќ ќе бие, меѓутоа високо поставен блок токму од Марковиќ. Ојлевски одличен надпревар игра, ја прифати оваа топка, добра проценка, а Бутовиќ оди надвор, Вујовиќ на негово место. Додере на централната бековска позиција, 8 секунди, дали ќе завршуваат брзо вардарци пред да се врати Манасков во игра. Погледнува Манасков така кон семафорот, меѓутоа Петрич нема позиција за удар, ниту за Вујовиќ. Убаво сега пресекува Велко Марковски и искомпликува работи Велко Манасков. Манасков се врати во игра, погодува. Ево го Манасков кој што се врати во игра и само за 4-5 секунди откако беше во игра постигнува гол во против напад. Лоше одигра она ситуација со играч повеќе, иако има околу 25-6 секунди откако ја освоја топката ракометарите на Вардар. И сега 13-10. Тоа се оние ситуации кои дополнително внесуваат нервоза, особено на клупата каде што е стручниот штаб. За разлика од финишот на првото полувреме, кога вардарци максимално искористија предност од играча повеќе, сега токму спротивното, веднаш кога истече казната за Манасков, токму тој ракометар постигна гол. Марковски сега фаулиран за прв удар од 7 метри за екипата на Вардар Про. Немаше досега многу седмерци, вкупно 3-2 изведе екипата на Металург, а ова е прв обид од 7 метри. Ќе оди чешкиот интернационалец Јан Собол на линијата од 7, Станич останува на гол од 9 интервенции сите во првото полувреме. Милич имаше 3, Чаневски 2, а еве го во вистински момент за Металург Станич брани удар од 7 метри, вкупно 10 интервенции. 10 од 20 одбрани, да. Останува 13 спрема 10, 50% одбранети удари на Станич. Можеби тој ќе го реши практично ова финале, доколку продолжи во исти стил. Ги знаеме неговите квалитети, иако не блескаше вчера во полуфиналниот надпревар. Да, далеко од тоа. Имаше само 21% одбрана, 6 од 29, меѓутоа сепак рековме и покрај слабата игра и на одбраните на Станич и покрај недоволниот придонес во нападот на Меркуловски и особено на Наумче Мојсовски, Металург успеа да го совлада Татран. Затоа што има и квалитетен фонд ракометар. Еве сега одбината топка право во ратите на Левко Наумовски, кој стигна до својот втор погодок. 14 спрема 10. Само ќе подсетиме дека Вардар близу 2 минути играше со играч повеќе на почетокот на второто полувреме, не ги искористи. Казната еве при изравнати сили на теренот, Металург успеа да постигне 2 гола, да не при минуту 1 и да дојде на плюс 4. Собол не забележаа судиите од клупата. Лино Червар побар аут, беше со едната нога. Собол надвор од теренот, да видиме додер. Еве сега чиста позиција за Собол, има пенал. Толку отворен овој гол, не, добро се постави Миркуловски. Отиде практично Собол со овој влез на изнудување удар од 7 метри, меѓутоа не подлегна на оваа провокација. Еве го Собол сега. Ово е бодичек, како во хокеј сега.
Многу нервоза кај Собол и кај играчите на Вардар на почетокот на второто полувреме. Собол оди надвор и ова е нова шанса Вардар да направи серија и повторно да се одлепи. Собол има 27 години, интернационалец, значи печали во Македонија и не може да се однесува на ваков начин затоа што онаа грешка од предмалку беше негова, нервозен по тоа што го направи, сега еден класичен бодичек во дуелот со Манасков, заработува 2 минути исклучување, реков на еден интернационалец, не сме да му се дозволи таква игра затоа што дефинитивно го оштетува својот. Особено кога се работи за еден вака млад перспективен 19 годишен македонски ракометар, значи ќе мора да се внимава она што го зборуваме. Овие интернационалци во секој случај се квалитетни, но мора да се однесуваат и професионално во исполнувањето на Цел среќа што не беше за нијанса погруп овој старт на Собол, затоа што многу лесно судиите може да му покажат и црвен картон, затоа што намерата за прекршок беше и повеќе од очигледна. Без Собол продолжува екипата на Вардар, сега Металург има предност од ракометар повеќе, Ѓоргиевски, Марковиć, Миркуловски, Наумче Мојсовски. Движењето на топката во овој напад, оби таму да се проигра кон Манасков, меѓутоа Петрич ја прочита идејата. Еве добра позиција и така. Кога е сам во неколку ситуации го покажа во првото полувреме, еви во второто Жарко Марковиć 6 гол од 9 обиди, но погледнете, повторно немаше никој покрај него и од 9 метри ова е во најголем број од ситуациите погода. Практично без поставен блок, затоа можеби сега Милич се лути секогаш има договор меѓу ракометарите кои го поставуваат блокот, која статива ја бранат и каде да се постави голманот, тоа воопшто не е случај, иако Марковиć имаше отворен простор пред себе. Но да видиме сега, Карачич е во игра за Петрич, под прекршок Петрич завршува во рекламното пано и дали заработи сега и некаква повреда, се слушна до коментаторското место кој е на спротивната страна, високо во Загребска арена, оној удар на Петрича во рекламното пано. Се жали на повреда на левото рамо, токму она кое и најмногу го користи во својата игра, бидејќи станува збор за десен бек. Како и да е, Вардар не може да заврши првото полувреме, иако се очекуваше дека можеби ќе стабилизира својата игра по полувремето. Веројатно за избраниците на Веселин Војовиќ ќе беше подобро да немаше полувреме, да продолжат во исти стил, особено што продолжија со речиси 2 минути со играч плюс, а не профитира, туку напротив, еве Металург успеа да стигне одново до позитива од 5 погодоци, 15-10. Ова наликува на самиот почеток на надпреварот, како што почнаа така играат и Металург на почетокот на второто полувреме, конфузно во нападот, брзоплето, нервозно. Вардарци тоа им се враќа како бумеранг и овие 5 разлика и играта која што играат со големи осцилации, ракометарите на Вардар Про не им даваат многу за право дека може да направат резултатски. Петрич си да не шутираше многу, сега забележавме, ја преместуваше топката од десната во левата рака, загуби практично многу во скокот, токму со тој трансфер на топката во раката со која упати удар, му овозможи тоа на Станич од нова интервенција. Сега имаше тука чекор повеќе, Марковиć греши, останува 15-10. Карачич кога ќе го скршат мразот ракометарите на Вардар, 6 минути и 10 секунди веќе во второто полувреме немаат постигнато гол. Козлина се враќа во одбраната на местото на Левко Наумовски. 37-та минута во тек, еве го и Собол. Се игра и натаму фластер над Додер. Петрич за сега доста резервиран, има овде прекршок, така е. Кога Додер нема голем придонес во нападот, тешко играат ракометарите на Вардар. Вчера имаше одличен придонес во тој сегмент, сега само еден погодок од 3 обиди, а вчера имаше 6 од 9 во дуелот со Загреб Кроација осигурање. Ако забележиме, направиме анализа на играта во одбраната, Миркуловски игра на единица, Козлина на двојка или Козлина оди точно на Петрич. Од тука резервираноста на Петрич да се дигне на удар, па и нема причина да се излечат играчите од одбраната на Металург за да се отвори евентуално простор за проигрување со пивоти. Мислам дека тука Веселин Војовиќ треба да го бара решението, само еден упатен удар на Петрич до сега, ако ништо друго, барем сега ќе има можност Лазаров од 7 метри. Да, во дуел со Дарко Станич кој претходно го одбрани првиот пенал за екипата на Вардар. Лазаров вчера имаше 3 од 3 од игра, постигна значајни голови и сега со лоп одлично. Со лоп Лазаров го постигнува својот прв погодок и по точно 7 минути. Гол на Вардар од 7 метри за 15 спрема 11.
Прв погодок за Вардарци во второто полувреме, во меѓувреме 3 постигна екипата на Металург, која и на полувремето замина со предност 12-10. Неова позиција на Наумовски на централен бек, меѓутоа ќе го сменат своето место. Еве го се излекува Миркуловски на надворешната позиција. Левко Наумовски во обид да отвори простор, го има за Миркуловски, што велат судиите 7 метри. Овој пат немаше пробивање, без оглед што Олевски бараше тако Олевски, нешто. така е, ќе видиме забавената снимка. Ево го тој момент, уште еднаш имаше движење дефинитивно и кај Олевски. Во една ваква ситуација беше јасно дека судиите ќе се решат да покажат на линијата од 7 метри, трет удар од 7 метри. Марковиќ Еден реализира, еден не, да видиме сега. Одбрани Чаневски во првото полувреме, сега Милич. И тој брани. успешна интервенција на Милич, се развива полуконтра. Петрич, еве ситуација, меѓутоа одново добро поставен блокот, 8 минути 15 секунди игра, 15 спрема 11, многу проблеми Собол уфрла во игра, меѓутоа запрено времето затоа што Миркуловски, ако добро забележав, се жали на повреда. Видовме ние забавена снимка на што случуваше пред малку на спротивната страна. Огледаме Веселин Вујовиќ, Доне Бошковски и Абутовиќ, кој е на клупата и главно реков игра во одбраната. Вујовиќ сега се враќа на теренот, Додер, Карачич и Вујовиќ, бековската тројка на Вардар во овој напад. Нема таму многу простор за игра на линијата од 6 метри. Козлина и Велко Марковски одлични во одбраната, не му оставаат воопшто простор за игра на Стојлов. Од тука малку топки, сега се излекува Стојлов на десната страна, меѓутоа забележувате, успева тоа што за момент Стојлов е напушти својата позиција, Велко Марковски го искористи за да излезе понапред и да направи прекашок врз Карачич. Под притисок ракометарите на Вардар упатуваат удар, меѓутоа далеку беше тоа од поволна ситуација. 15-11, времето минува, 9 минути игра во второто полувреме и натаму Вардар со многу проблеми во нападот. Да видиме што ќе донесе оваа акција. Инаку зборувавме за погодоците од бековските позиции, само 2 гола од 15 шута има Вардар Про, катастрофално. Сега Мановсков оди сам повторно, меѓутоа Милич се разбранува. Над претходно еден пенал, сега еден зицер во оваа контра и тој го одржува, ми се чини, Вардар Про и натаму во игра. Страхиња Милич. Иако само 5 интервенции, меѓутоа сега е спречува зицер, пред малку и 7 метри, иако мислам дека треба малку да се советува Манасков. Имаше една ваква ситуација во првото полувреме. Ја погоди пречката. Така, мора да оди на сигурно, на противничкиот гол. Вака се обидува со малку атракција да ја искористи својата подвижност, својот висок одраз, меѓутоа не може тоа против квалитетен голман, како што во случајов интервенираше. Да, сега Стојлов беше изфрлен и тој како бек да бие, значи 16-ти обид на Вардарци од бековски позиции, само 2 постигнати гола, тоа е поразителен ефект, 14-7 има, значи 50% ракометарите на Металург и тоа е еден елемент во кој што доминираат ракометарите од Автокоманда. Ако видоа гледачите, процентот на Станич висок и феноменални, одлично, 50-12. Тој е засега веројатно и фаворит за да биде најдобар голман, ќе видиме тоа во на прогласување непосредно по завршувањето на надпреварот. Инаку главно оние неколку погодоци што ги постигна во против напади, кога има играч повеќе во финишот на првото полувреме, како што добивме информација, гледачите на македонската телевизија поради технички проблеми не можеа да ги следат тие завршни моменти. 4-0 направи екипата на Вардар, но еве сега и натаму како на самиот почеток на мечот функционира блокот на одбраната на Металург. Велко Марковски во случајов, иако е Козлина до него, тешко тука успеваат да пробијат ракометарите на Вардар крилата и натаму сега со исклучок на финишот на првото полувреме, кога низ контри беа вработувани крилата и натаму нема многу топки за нив. Главно честуваат како на овој начин Собол, па се обидува во соло акција, меѓутоа Наумче Мојсовски тука направи прекршок за 9 метри, 11 минути игра во второто полувреме, 15-11 плюс 4, не е тоа разлика што не може да се стигне, меѓутоа многу проблеми има екипата на Вардар, веројатно Веселин Вујовиќ сега очекува нов пат кај противникот. Реков, победува онаа екипа која ќе има помалку падови во играта, онаа екипа која максимално ќе ги искористи падовите во играта на противникот. За сега Металург. Но кога сме во тој елемент, ми се чини дека Вардари премногу траат овие кризи и едноставно нема поврзаност ни кога се бековите во прашање, така што многу тешко може, нема проток на топката, нема
прецизни проигрувања, да не зборуваме за крилата или пак за кружниот нападјач кој што како да не постои во второто полувреме. Еве гледате, 4 минути 50 секунди Вардар нема постигнато гол, 7 минути Металург остануваат оние 15-11, 33-та минута, 32-та истекува, 33-та помалку ќе почне односно 43-та од овој надпревар. Миркуловски се обиде, меѓутоа под прекршок изнудува 9 метри, Левко Наумовски или Гоце Ѓорѓевски, сепак Наумовски ќе уфрли во игра. Металург не менува ништо, особено не во нападот, затоа што на вакви позициони напади главно успева да дојдат до позиции да го совладат противничкиот голман. Мојсовски овој пат без прекршок, имали можност за контра топка кон Собол. Еве конечно чиста ситуација. Ова е можност за крилата. А кога се крилата најефикасните, кога се тие најефективните во поглед на постигнатите голови од можности што ги имаат, тоа не е баш комплимент за екипата. Но еве и покрај оние 17-2 што ги имаат бековите, Вардар е само -3, не е тоа некоја голема негатива ако се земе предвид катастрофалниот ефект од бековските позиции. Значи Олевски 3 гола од 5 обиди, а 4 погодоци од 6 обиди има Собол, а ова веќе беше петтата контра од 6, значи петта реализирана кога е во прашање екипата на Вардар и тоа некако ги одржува се уште во Два игра. гола од 17 удари од надворешните позиции е катастрофално, меѓутоа сега Милич за момент, иако Втор пат во второ полувреме се одбива топката токму до Наумовски, кој што два пати поентира, погодува од линијата од 6. Тоа е многу важно. Шеста интервенција. Да, понекогаш и среќата е битен елемент во спортот, меѓутоа треба и да се добро се постават ракометарите и да се очекаат евентуално одбиена топка и од тука 16 спрема 12 во 44-та минута Металург има одново +4, еве го Филип Лазаров, сега Манасков игра фластер над Вујовиќ, тој е на местото на Додер. Филип Лазаров оби таму да проигра на крилната позиција со Олевски, неуспешно, ќе има 9 метри за Стоилов, обид нешто брзо да се изведе во оваа акција, меѓутоа не беше воопшто подготвен на Олевски за влез. Лазаров, еве сега. Одлична позиција, така е. Одлично се асистенција на Лазаров за Стоилов, само прв погодок. Еве тоа што зборувавме, недостасува головите од позиција на кружен нападјач, но конечно уфрлена топка прецизно до Стоилов, кој што и немаше идеална топка во паѓање, некако со свртување успеа да ја претвори во 13-ти гол за Вардар. И се ближи средината на второто полувреме, помалку по 60 на секунди ќе влеземе во завршната четвртина, 16-13 и натаму без оглед на се Металург ја одржува предноста, но не е тоа предноста што ни одалеку не гарантира мирна завршница, затоа мислам дека возбудувањата ќе продолжат овде до самиот финиш. Вардар никако нема да се предаде. Меѓутоа Миркуловски тешко е да се запре овој негов налет, втор погодок за 17 спрема 13 се лути Веселин Вујовиќ на некоординираноста во одбраната, едноставно еве таа ситуација уште колку празнина само оставија, погледнете. И е во свој стил Миркуловски. Тука е веќе мат позиција. Јасно е дека Филип Миркуловски знае да одигра особено добро против подлабока зона, она така наречена 3-2-1 зона. Ја користи максималното својата брзина, стигнува до линијата од 6 метри, а во таква ситуација најчесто иако се прават доста груби прекршоци над него, тоа е пенал ситуација или пак погодок на Миркуловски, а не треба да зборуваме за неговата издржливост. Мислам дека стотици вакви прекршоци не само во надпреварите од ЦХ лигата, уште повеќе и во лигата на европските шампиони, иако сега ќе мине одреден период на клупата Филип Миркуловски да му се укаже лекарска помош, меѓутоа ја постигне својата цел, го доведе својот состав до предноста 17 спрема 13, ќе земе здив, ќе му се укаже, реков, лекарска помош, меѓутоа набрзо го очекуваме. Да, втор гол од 3 обиди, вчера имаше 2 од 2, не беше премногу експониран. Јасно е дека во овој период од сезоната, кога повторно треба да се вратат главните играчи на Металург, пред се кога се во прашање бековите, еве науче Мојсовски повторно далеку од негов вообичаен придонес, со 8 пати биеше 2 гола. Меѓутоа, овој период во кој што Металург ќе остане уште неколку дена се некаде до петок на подготовки за завршниот дел од сезоната и во купот и во првенството на Македонија, затоа што Лигата на шампионите веќе минато. Сега е финалето на СХ лигата, имаат голема шанса 4 гола предност точно на 15 минути до крајот да го освојат овој драгоцен трофеј и потоа да се концентрираат на завршницата на домашните надпревари. Петрич конечно гол. Удар од 9 метри, Петрич погодува за 17 спрема 14, 46 минута од надпреварот, меѓутоа успева релативно да ја задржи предноста од почетокот на вториот дел. Екипата на Металург ќе подстан беше 12-10, но по онаа серија од 4-0 што ја направи Вардар во финишот при исклучувањето на Козлина, имаше слична можност
екипата на Веселин Вујовиќ на почетокот на второто полувреме, кога беше исклучен Манасков, меѓутоа ни налик не беше играта на Вардар Про на она од финишот, кога реков направија одлична серија од 4-0, се случи спротивното, па успеа да ја зголеми на плюс 5 предност од полувремето екипата на Металург на 15-10. Брани Милич, меѓутоа нема да се смета ова одбрана затоа што имало прекршок 12-26 или 46% процент од одбраните удари на Станич, 6-18, 33% на Милич, иако почна доста лошо Милич, па беше заменет Сочаневски, кој забележа две успешни интервенции, одан еден удар од 7 метри, сега агресивна игра во одбраната, под закана пасивен напад, фаулира Наумче Мојсовски. Да видиме сега, веројатно за Марковиќ ќе се прави блок, каков удар на Марковиќ, се различна конструкцијата, меѓутоа Милич имаше многу среќа. 17-14, еве шанса за ракометарите на Вардар да дојдат на плюс 2. Петрич пред малку погоди, сега може би имаше ситуација за влез на линијата од 6 метри, овде ќе има исклучување, да видиме само за кого. Марковиќ, Манасков, сите тука фаулира и Левко се договараат судиите, Левко Наумовски. Иако Марковиќ оди надвор. Ова беше навистина доста остро, доста грубо. На тројца ракометари кои стартуваа во исто време. Сега ова е капитална шанса за екипата на Вардар да проба да се обиде нешто да направи како во финишот на полувремето, кога до 3 минути до крајот на првото полувреме има постигнато само 6 гола, но направија серија од 4-0 во ситуација кога Козлина беше исклучен. Сега Левко Наумовски е надвор, да видиме дали оваа ситуација вардарци ќе искористат за да направат резултатски приклучок и сепак во финишот од надпреворот има уште доста да се игра, 13,5 минути до крајот точно, да го направат ова големо финале на СК ракометната лига неизвестно. Ништо не е уште решено. Вардар имаше ситуација за намалување на негатива од 2 гола. Ево го Петрич, сам меѓутоа Станич брани пенал. Така, има пенал, бранеше таму Козлина од просторот од 6 метри. Трет удар од 7 метри, Станич успеа да спречи еден обид. Од тука да видиме Филип Лазаров. Тој ја прифаќа топката, Станич дефинитивно ќе остане на голот, во одлична форма на овој надпревар и на таму висока процентност на одбраните удари на Дарко Станич. Пред малку Солан со лопа, овој пат прецизен, иако ја имаше Станич оваа топка, меѓутоа Лазаров. Сега што е добро за Вардар, иако имаат катастрофален ефект од бековските позиции, 3 погодени од 19 обиди, и покрај тоа што има претходно промашен пенал, сега доаѓаат до негативот само 2 разлика, 17-15 за Металург, и мислам дека од сите тие аспекти гледано Металург има далеку повисок процент на реализација. Вардар има 3 загубени топки повеќе, значи 3 технички грешки повеќе. Сепак Вардар Про има шанса, да видиме само како ќе се одвие овој напад на Металург, доколку не го валоризира, доколку не постигнат гол. Мислам дека нивната сигурност во играта ќе падне во завршницата. Ќе видиме. Апсолутно. Видовме сега повторно зоната ќе се извлече длабоко на 6, односно на 9 метри, забележувате. Со еден пресинг ќе се обидат вардарци како во финишот на првото полувреме да ја реализираат предност на предсесо, добра игра во одбраната, судиите веќе сигнализираат пасивен напад, мора да се бие. Нема ситуација за да се упати удар, затоа Собол преку Петрич. Ево го и Додер, тргнуваат во полуконтра, убаво за Марковски, имаше ли овде прекршок, судиите велат не. Успева Станич, 13-та. Стојчевски многу мудро го направи тоа. Имаше тука контакт, меѓутоа не го санкционира судиите. И забележувате веднаш Металург го забавува нападот, погледнуваат сите кон трите семафори во салата. Да видат уште колку останува од казната за Левко Наумовски, 13 на секунди. Што значи дека одново ќе се обидат што подолго да задржат топката ракометарите на Металург и доколку се укаже шанса и да поентираат, и натаму длабока е зоната, што форсираат ракометарите на Вардар Про. Миркуловски практично отиде на изнудување прекршок, а забележувате во истиот момент Левко Наумовски влегува во игра, една насмевка кај Додер, но тоа е ракометот, тоа е играта, едноставно се користи секоја шанса. 17-15, Манасков доаѓа на левата крилна позиција. Филип Миркуловски, обид да ја врати топката за Мојсовски, меѓутоа одлично прочитана акцијата. Тргнува Вардар во обид да стигне до негатива од само еден, а Бутовиќ не е ова ситуација за него, меѓутоа продолжува нападот. Петрич, ролинг и 7 метри. Еве сега шанса, иако се силите израмнети, гледате 10 минути и 40 на 50 секунди останува до крајот. Вардар има шанса со гол да дојде до -1. Петар Ангелов веројатно ќе оди да популарниот диви да одбрани пенал. Многу пати тоа му се случувало. Лазаров има 2 од 2 и делува доста самоуверено. Сигурно Лазаров му ја препушта топката за момент на популарниот диви.
Прв контакт на Петар Ангелов со топката, да видиме. Лазаров против Ангелов, двајца наши репрезентативци, еден против друг и да видиме промашува, сакаше со малку ефе, со ротација од дланка да ја упати оваа топка, меѓутоа не успева Лазаров. Претходно со лоп го совлада Станич. Добра беше идејата. Реализација на ударите од 7 метри. Еве таа ситуација за крај десниот дирек заврши овој обид на Филип Лазаров. Останува 17-15, пропуштена шанса по подолго или по многу долго време да се врати Вардар на негатива од само еден гол и тоа во пресет на завршите 10 минути. Мојсовски, Козлина е повторно на теренот. Повлечен е Марковиќ, одигра Левко Наумовски. Убаво ја прифати топката и едноставно го навлече на себе Абутовиќ, кој прави прекашок за четврти удар од 7 метри за ракометарите на Металург. Ќе се интервенира на подот, ќе има 7 метри, ќе остане и Милич на голот, а Козлина ќе биде ракометарот што ќе се обиде одново да му донесе плюс 3 на составот на Металург, откако Вардар на два пати пропушта ситуација да намали на само еден гол разлика во последните 10 минути, од кои измина 4 секунди. Козлина и Милич. И брани Милич во вистински момент. Два одбранети удари од... Одлични голманите, особено од позиција од 7 метри. 4-1 има Металург, 4-2 Вардар. Козлина постигна вчера 5 погодоци, од кои 3 во второто полувреме и оној решавачкиот. За сега Козлина не успеа да се запише во листата на стрелците. Можеби тоа недостасува во играта на Металург, особено што истиот ракометар сега промаши и удар од 7 метри. Филип Лазаров нема позиција од тука проигрување за Собол, овој притисок од Велко Марковски, одлично подвижна зоната сега. Петрич ја презема одговорноста. Еве гол разлика, 17-16. Она што не им успеа во претходните два напада, сега во 51-та минута стигнува екипата на Вардар до негатива од само еден гол, а се остваруваат прогнозите дека ќе има многу малку голови, 17-16. Така, малку голови. Зоки она што е најважно, рековме дека Вардар се ракометари кои што се одлично физички подготвени и од тој аспект мислам дека сега иако цело време губеа и голем дел од статистичките податоци елементи се на страната на Металург, Вардар е сега во налет и екипа која што речи си е на 50-50 во однос на шансите за да триумфира. Така, без оглед на желбата, физичката подготвеност секогаш има значајна улога. Еве го тој, еве Собол краде топка. Миркуловски, Собол, 100% ситуација, 1-1 изравнува, 17-17. Еве ова му го направија вчера и на Загреб Кроација осигурање. Пети погодок на Собол во вистински момент. 52-та минута во тек. Значи ефектот над крилата е одличен, Ојлевски 3 гола, Собол 5. Под голем притисок се играат овие надпревари, се трошат ракометарите на едниот и на другиот состав. Реков, Металург имаше зад себе исклучително тешка сезона на два фронта во регионалната лига и пред се во лигата на шампионите. Вардар прорано го заврши настапот уште таму на стартот во второто коло во Купот на Европската ракометна федерација и максимално се посвети нови надпревари. Уште еднаш Собол краде, така велат судиите, потука ќе остане Металург во напад, ведат Губица и Милошевиќ. Хрватската судијска двојка Миркуловски, Наумче Мојсовски, Марковиќ се вратил на десната бековска позиција. Миркуловски има тука блока, меѓутоа успева Марковиќ кога е најпотребно да биде 100% сигурен. Седми гол на Марковиќ за 18 спрема 17, што вели статистиката. 7 од 13 обидели, 54% е реализацијата. 8, односно 7 минути 20 секунди остануваат до крајот. Сега на кого ќе се игра додер? На Петрич ќе се игра фластер, таму оди Манасков, Лазаров и Вујовиќ се на бековските позиции. Тие се обидуваат да организираат играта. Ојлевски можеби имаше и простор за влез. Вујовиќ бие погодува. Еве го првиот гол и за Вујовиќ, изравнување 18-18. Влегуваме во неизвестна завршица, ќе потсетиме во еден дел од првото полувреме беше 12-6 и беше во 45-та минута 16-13, а претходно во 37-та 15-10. Значи од тогаш од оној резултат 15-10 во 7-та минута од второто полувреме Металург постигна само 3, а прими 8 гола. И токму тоа отсликано и за резултатот. 6 минути и 30 секунди до крајот и натаму продолжува агресивната игра во одбраната на ракометарите на Вардар.
и за тоа е потребно свежина, потребна е физичка подготвеност. Еве сега одново украдена топка и одново контра Собол, обид на Миркуловски да стигне, Собол бие Ево го погодила. Вардар води. Оно што го зборувавме. Одлично физичко подготвени, очигледно и ментално за вакви надпревари и ова е веќе седма реализирана контра од 8 обиди. Тоа најмногу поради одличните акции на спортивната страна што ги прави Собол, во поедини моменти и Олевски. Тие двајца имаат 9 постигнати голови и сега Металург по она водство што го имаше од 5 разлика на почетокот на второто полувреме, Вардар Про дозволува Вардар Про да дојде до Беше водство. 15-10 или 9-3 серијата до овој момент што од почетокот на И уште една полувреме. загубена топка, ова е веќе лошо и мислам дека можеби Лино Червар сега би требало да бара тајм-аут, но веројатно го чува за финишот од надпреварот. Меѓутоа Нема финиш доколку Вардар дојде до плюс 2, апсолутно психолошката предност ќе биде на страната на вардарци. Прашање е колку во овие завршни минути Загреб не успеа да се врати против Вардар. Прашање е колку во тоа би успеале ракометарите на Металург. 19-18, 24 минути 40 секунди игра во второто полувреме, се е поблиску крајот, се посигурна играта на Вардар и тоа пред се во одбраната изнудуваат доста грешки од противничките ракометари. Да видиме Лазаров ќе има овде прекршок од Велко Марковски, 9 метри. Ќе биде овде неизвестно жестоко до самиот финиш. Лазаров уште еднаш. Вујовиќ на влеса, добро се постави Станич, меѓутоа нема да важи оваа интервенција затоа што ќе има удар од 7 метри 5 за ракометарите на Вардар Про. Да видиме сега за кого Лазаров имаше 2 од 2, па промаши. повторно оди Филип Лазаров. На оној негов обид кога крај десниот директ на Станич заврши топката, но има доверба Веселин Вујовиќ во Филип Лазаров и тоа е добро за нашиот репрезентативец. И е уште еднаш прецизен. Да, 20-18, овие се највисоки два разлика за Вардар. И сега во последните 5 минути Металург оди со негатива од 2 разлика. Колата тргна низбрдо, прашање дали може Лино Червар да ја врати во колосек. Ќе се обидат со еден од најискусните, Ванчо Димовски оди сега на линијата. Тој во обид да отвори повеќе простор на ова подвижна бековска тројка, забележувате, тука се Миркуловски, тука е Наумче Мојсовски и со број 3 Левов е во игра, значи ги нема корпулентните Козлина и Марковиќ на бековските позиции, меѓутоа ништо од сето тоа. Обид токму да се проигра со Ванчо Димовски, прочитана акцијата и освоена уште една топка и сега ќе гледаме ситуација како што во поголемиот дел од првото полувреме беше случај кога Металург не форсираше. Сега ја спушта топката, ќе се изразам со спортски речник, екипата на Вардар знаат дека нема потреба од брзање, дека времето работи за нив. 20-18 гол во овој напад, значително ќе го доближи Вардар до големиот пехар, прв во историјата на СХ лигата. Лазаров охрабрен од довербата што му ја укажува Вујовиќ. Одличен е Филип Лазаров, добро е тој за македонската репрезентација воопшто да има уште еден ваков квалитетен играч на бековските позиции, особено на позицијата лев бек. Четврти погодок од 7 обиди, вчера имаше 3 од 3, голем придонес во завршницата од надпреварот и Лино Червар некако делува загубено. Нема тактика, нема против игра со која може да се спротистави. 18-21, еве Зоки спомена на почетокот за онаа традиција во последните 10 надпревари Металург многу поуспешен, меѓутоа ова што го прави Вардар во овој дел од сезоната е навистина импресивно. Рековме вчера во дуелот со Загреб. Еве сега нешто слично се случува и против екипата на Металург. Еве сега Миркуловски промашува за среќа одбиена топка во раците на Ѓоргиевски, па ќе остане во позиција натаму Металург да намали од оваа негатива. И тоа да видиме што е судено, имало таму пробивање или пак престап, во секој случај не оди па не оди. 28-та минута е во тек, не знам зошто имаше веројатно доволно поводи, доволно причини Лино Червар да ги свика своите ракометари, да се обиде да им укаже вака од грешка во грешка. Да видиме што вели статистиката. Веќе Металург направи 3 технички грешки повеќе од својот противник, значи сите статистички показатели сега превагнуваат на страната или во полза на екипата на Вардар. Лазаров одлично додавање и сега има имаше престап. престап. Има престап, Стоилов ја прифати оваа топка. Мора Металург брзо да постигне гол и нешто да врати од овие -3. Меѓутоа нема сигурност, нема веќе она жестина што има на почеток и на првото и на второто полувреме. Забележавме паднаа во финишот на првото полувреме, тоа им се случува на физички план пред се,
па можеби на психолошки и во второ. Одново едно некоректно грешки. Реагира Наумче Мојсовски дека бил под прекршок, Гоце Георгиевски не успеа да прифати топката и веројатно Вујовиќ со членовите на стручниот штаб Столе Петрушевски и Бошковски погледнуваат кон семафорот, станува јасно 21 спрема 18 плюс 3 на 90 секунди до крајот. Ќе ги споменам, битолчани велат дека само Пелистер може да стигне за толку кратко време. И тоа во Битола, ама може и Вардар Про и тоа во Загребска арена, интересно. Не погодува Петрич, остава повторно малку надеж, меѓутоа ништо од оваа контра, да видиме што е свирено. Ќе се врати топката назад кај Станиче, меѓутоа минута и 10 секунди. Вардар игра фантастична одбрана, особено во финишот на и едноставно кога не оди, Милич стигнува до осмата успешна интервенција и останува само да го проследиме финишот. Се е јасно околу победникот, еден на вистина исклучително. Вардар, да, исклучително интересен надпревар со многу представители со голем број падови. Но во секој случај она што го краси македонскиот ракомет, нема да пропушти шанса Веселин Вујовиќ во стилот на тренерите од NBA лигата, кога е се решено да искористи тајмаут. Да ги проложи маките на противникот, меѓутоа и да им дозволи на неговите ракометари да се радуваат. Еве во овој директен пренос на македонската телевизија, кој што го продуцира Хрватската радиотелевизија, супер квалитетен пренос се разбира во Загребска арена, но еве, ако можат гледачите нешто да слушнат од советите на Вујовиќ во завршницата. Промотивно, со вашите омилени тарифи Relax Family и Relax, сега добивате по 10.000 минути кон T-Mobile и T-Home цели 6 месеци. Плюс, одберете некој од богатата понуда на телефони. Земете го Samsung 1230 за 1 денар или Samsung 2600 за 990 денари. T-Mobile. Тајмаута повеќе за славење, честитки и натаму продолжуваат на клупата на Вардар, останува да се одигра последната минута, овие 30 на секунди. Собол за Лазаров, обид за Цепелин да се понижи противникот, меѓутоа не успеа Ојлевски. Станиче ќе забележи 14-тата, односно веќе 15-тата успешна интервенција, високи 42% на одбранети удари, меѓутоа сепак тактички успева Веселин Вујовиќ да го надмудри Лино Червар, добро да го изанализира противникот, добро да го почувствува периодот кога ќе дојде до пат во играта на екипата на Металург. И тука е се јасно, крај на големото финале. Екипата на Вардар Про е првиот освојувач на пехарот, првиот победник во новоформираното надпреварување регионалната Сеха лига. Ќе остане забележано горам во историјата дека Вардар Про ќе биде носител на оној голем пехар што ќе им биде врачен помалку. Да, беше јасно дека македонски клуб ќе се радува по вчерашните одлични представи што ги пружија Вардар Про и Металург во дуелите со најпрво Металург со победата против Татран од Прешев, потоа Вардар Про против Загреб Кроација осигурање. Сличен пресврт како што беше во ова финале направија вардарци и вчера, и треба да се честита. Одлични физички подготвени, меѓутоа одлично водени и од Веселин Вујовиќ. Беа некако во сенка. Сите некако очекува дека Вардар ќе игра за третата позиција. Загреб Кроација осигурање беше прв фаворит, Металург втор. Ако се земе предвид дека Вардар ги победи практично двата главни кандидати, двата клуба кои што играа пред 2 седмици само во оваа Загребска арена во надпревар во нокаут фазата во Лигата на шампионите, Загреб беше подобар. Меѓутоа Вардар сосема заслужено победувајќи ги на патот до триумфот во ова издание на Final Four. Надпреварите во Загребска арена навистина сосема заслужено доаѓа до шампионската титула. Прва историска круна во македонскиот клубски ракомет. Можеби ова не е надпреварување од рангот на Лигата на шампионите, од ЕКФ или од Купот на победниците на куповите. Знаеме дека Пелистер беше финалист во Челендж купот и така натаму. Меѓутоа треба да се земе предвид дека овде се 12 екипи од 6 земји, од Србија, од Босна и Херцеговина, од Црна Гора, од Словачка, од Хрватска и секако од Македонија. Двата македонски клуба кои што беа поштедени од настапите во домашното првенство во досегашниот тек од сезоната ќе играат нели во купот, во завршницата и во првенството, во плејофот се надеваме повторно на жестоки пресметки меѓу нив. Меѓутоа во овој момент
испоред формата, испоред подготвеноста, Вардар Про покажа дека е подобар. Тоа некако се насетуваш и во вчерашниот ден по победата против составот на Загреб Кроација Осигурање. Металург по сите они истрпувачки надпревари го гледате Стефчо Алушевски кој вчера имаше 5-5, меѓутоа заборави на него Лино Червар на овој денешен надпревар. Немавме информации, некако ги крија, иако се дружевме постојано овие 2 дена од таборот на двата клуба. Дали се работи за повреда, но едноставно не влезе Алушевски во овој надпревар. Како и да е, мислам дека ова е голема придобивка и за македонскиот ракомет, а секако македонската телевизија која што беше со надпреварите на СК лигата пред се, со настапите на Вардар Про и на Металург, еве до самата завршница во арена во Загреб останува доследна и се надеваме дека и во иднина ќе може да ги следиме овие надпревари. Така, гледачите забележуваат дека следува дневникот на македонската телевизија, но според договорот јасно е дека ќе останеме да го проследиме оној најзначаен можеби миг кога ќе бидат прогласени најуспешните победниците, кога големиот пехар ќе мине во рацете на ракометарите на Вардар Про. Се разбира, оној втор по големина ќе оди во рацете на ракометарите на Металург, кој е македонско финале, историско. Ќе видиме кога во подоснежните изданија на СК лигата представници од една земја ќе имаат два своји финалисти. Македонија во секој случај влегува во историјата од тој аспект. Секако честитките пристигнаа уште вчера од главните конкуренти на овој Final Four, најпрвен од Татран Прешов, кој што загуби од Металург 26-25, потоа од Загреб Кроација Осигурање, од домаќинот на овој турнир кој што очекуваше полна загребска арена во ова финале, меѓутоа загубија од екипата на Вардар и со тоа се покажува, еве и со ова издание на Вардар во финалето не блеска, но одигра колку што треба, како што треба, особено во завршницата за на крајот да се радува. Мислам дека оди изјавата на Вујович, веќе може да слушнат нашите гледачи.